Благодарам, заменик председател, благодарам почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, почитуван колега Ташев. За жал, вие од власта најавувавте развоен буџет и иако беше мегаломански буџет, можеби и во историјата на државата најголем, сепак морам да искажам со жалење дека вие не одредивте повторно приоритети на кои што треба да ги насочите средствата и интензивно да работите на тоа. Уште една забелешка морам да искажам за неприсуството на министерката во оваа сала во собранието кога се носи ребаланс на буџетот и тоа е една можеби е презафатена почит до заменичката министерка која секогаш е достапна и разговараме отворено за проблемите, но сметам дека е во почеток на мандатот за министер, сепак дека е несериозно да не биде овде присутна. За жал, најавувавте обезбедување на дополнителни средства во износ од 560 милиони како директна подршка во земјоделството. И добро е да се субвенционира земјоделието, ама не е добро кога тие средства се обезбедуваат со кратење на средствата од образованието. А со овој ребаланс се кратат 871 милион 193.000 денари од образованието. И затоа сметам дека оваа мерка е популистичка и кампанска. Со овој ребаланс се крати во ставката за водовод и канализација за општините предвидени со буџет 187 милиони 183.000 денари, а со ребалансот се кратат 92 милиони 250.000 денари. Потоа се кратат во ставката за проект за водоснабдување и одведување на отпадни води со буџет се предвидени 513 милиони 500.000 денари, додека со ребалансот се кратат 350 милиони денари. Ставката во инвестиции во железничката инфраструктура со буџетот се предвидени 2 милиарди 164 милиони 792.000 денари, а со ребалансот пат се кратат 797 833.000 денари. Ставката изградба на основни училишта со буџетот ви беа предвидени 2 милиарди 162 милиони 600.000 денари, со ребалансот се кратат 92 милиони 600.000 денари. Во ставката па за реконструкција на ученички домови имате со буџетот предвидени 30 милиони денари, а па со ребалансот кратите 5 милиони. Во ставката за изградба и реконструкција на студентските домови со буџетот ви беа предвидени 244 милиони 294.000 денари, додека со ребалансот кратите околу 145.000 денари. 145 милиони денари. Во ставката спортски објекти во буџетот ви беа предвидени 210 милиони денари, а со ребалансот кратите околу 170.000. Но затоа пак се бараат повеќе средства за фондот за иновации, со буџетот беа предвидени 570 милиони денари, со ребалансот се бараат 646 милиони денари. Јавноста е запознаена како фондот за иновации доделуваше грантови на фирми кои се поврзани со функционерите на власта. Исто така со ребалансот се бара и повеќе средства за МАНУ со буџет за МАНУ беа предвидени 152 милиони денари, додека со ребалансот се бараат околу 153 милиони денари. И со ова, всушност, власта сака да награди анемичноста на МАНУ и немање свој став во однос на промената на името. За жал, ветувавте многу проекти во однос на образованието и вашето мото беше градиме со план. Со ребалансот, всушност, во образованието вие мотото е кратење без план. Трета година како се на власт, трета година кратење од буџетот за образование на нашите деца и заменик министерот во однос на оваа изјава, претходниот заменик министер, имаш изјавено, вели, секоја утка на СДС многу скапо ја плаќаме, а кратењето во образованието е за жал за сметка на нашите деца. Понатаму изјавувавте дека ваша задача и одговорност е да го подобрувате образованието, но повторно лицемерие и лага. Одевте ни студентски домови, ги лажавте студентите, ветувавте брда и долини, студентски градови, студентски гаранции, фитнес центри, игралишта, подобри услови за учење и студирање.
ниту студентски град се виде, ниту подобри услови. Студентскиот дом Гоце Делчев, кој што е со 2 целосно реконструирани блока и 2 во фаза на реализација, уште не го довршивте. Другите студентски домови не се ни започнати, а наместо студентски град на просторот кај Стив Наумов има грмушки. Со предложениот ребаланс на буџетот на Република Македонија, владата планира намалување на буџетот за Министерството за образование и наука, намалување за 4% и намалување на буџетот на Бирото за развој на образование од 8%. Разочаран од неспроведувањето на реформите во Министерството за образование и наука, оставка поднесе и заменик министерот Петар Атанасов, бидејќи, како што тој напиша, наместо подигнување на квалитетот на образованието во 10-месечното негово работење, тој се соочил со неприфаќањето на извештаите и предлог мерките за решавање на проблемите во образовниот систем, како инертност и спорост на образовните институции. Ветувавте дека наставниците нема да бидат казнувани, дека најдобрите училишта и наставници ќе бидат наградувани јавно, но ништо од тоа. Во 2016 ветувавте квалитетен образовен систем и најмодерни објекти, додека сега во ребалансот на буџетот за 2019 година предвидувавте помалку средства за клучните сегменти во образовниот процес. Ветувавте 3 нови средни училишта, ништо од тоа, само лаги. Ветувавте дека во Скопје на 2 локации кај студентскиот дом Гоце Делчев и студентскиот дом Стив Наумов ќе биде изграден студентски град. И логично е прашањето после донесениот закон за основно образование, во кој што се ветува целосна инклузија на лицата со попреченост, ако кратите во ребалансот средства за реконструкција на училиштата, како ќе имплементирате вие целосната инклузија, која што е за поздрав и која што беше препорака на УНИЦЕФ и ОЕЦД? Како ќе имплементирате таа целосна инклузија во основното образование кога немаме училишта кои немаат, кои што се крајно небезбедни, при најмалку поголем снег би паднале крововите? Како ќе имплементирате кога за лицата со попреченост треба посебни природни рампи и така натаму? Кога вие кратите во најбитната сфера во општеството, во образованието? Знаете, многу прашања се наметнуваат и реално не треба овдека на говорница да одговорите, треба да одговорите пред граѓаните со реализирани проекти. Чисто ете таа препорака од мене, ви благодарам.